Заблагодарам на присуството. Како што веќе беше споменато, денеска сме во посета на општина Кисела Вода. Убеден сум после 17 октомври новиот градоначалник на општина Кисела Вода, Орце Ѓорѓиевски. Мислам дека го имаме најдоброто решение за Кисела Вода. Орце е чесен, посветен човек кој што ја сака општината, кој што е пораснат тука, ги знае луѓето, ги знае нивните проблеми и знае што треба да се направи за да се решат тие проблеми. Орце е човек кој што е работник, не е мрзелив, Орце е чесен човек и затоа мислам дека го имаме вистинското решение. За жал 4 години Кисела Вода назадува, во една комбинација на досегашниот градоначалник од СДСМ на Кисела Вода и досегашниот градоначалник на град Скопје од СДСМ исто така, кои што или не работат или кога малце работат прават криминал. Најчесто не работат и затоа се стагнира, почнувајќи од фонтаната позади мене, која што е во слоп на споменикот на бранителите, која што не работи и е полна со ѓубре, продолжувајќи преку булеварот Првомајска, кој што го проби ВМРО ДПМН и кој што за жал не се гради откако Петре Шилегов е градоначалник и Филип Темелковски е градоначалник, одејќи кон криминалните намери за изградба на преку 100 згради тука во општина Кисела Вода и веројатно завршувајќи со она што е најголема рак рана не само на Кисела Вода, туку на цело Скопје, тоа е загадувањето. Во овие 4 години нити Петре Шилегов, нити Филип Темелковски, ама ништо не направија да го спречат загадувањето од цементара. Напротив, со закон во собранието возможија да се увезува отпад кој што се користи во работењето на цементара. И цементара не само што ги загадува околните населби, не само што ја загадува општина Кисела Вода, туку го загадува цело Скопје. Со прст не мрднаа да го решат овој проблем, веројатно од олигархиски бизнис интереси кои што само на нив им се познати. Затоа на 17 октомври мора да се случи промена, за да заминат двајцата најнеспособни градоначалници на Кисела Вода и на Скопје, да дојдат честни луѓе кои што ќе можат да ги решаваат проблемите. Имаме тука одлично решение, како што кажав, и сум убеден во победа. По Пладнево покрај Рачево ќе ја посетиме и населбата Кисела Вода, ќе посетиме паркот кој што се наоѓа наспроти општината, поразговараме со младите, исто така ќе имаме еден собир кај споменикот на Тодор Александров и вечерта ќе продолжиме во посета на населени места. Ве поканувам сите кои што сте во можност да ни се приклучите. Благодарам и повелете со прашање. Ваш коментар околу новата пиар кампања на владата поврзана со коронавирусот и второто, дали новите бројки кои се поразителни на коронавирус ќе влијае врз пописот, одржување на пописот? Во однос на кампањата, очигледно се покажа дека единствено што интересира власта е на кој начин да направи пари и од ова, затоа што се трошат 300.000 евра за слики кои што секој може да ги најде на интернет, кои што се украдени буквално од интернет, само напишете на Google слики за среќа и излегуваат овие слики кои што се дел од кампањата во наводници, што само покажува дека единственото на што размислуваат е како да злоупотребуваат буџетски средства. Всушност затоа и Македонија е во оваа епидемиолошка состојба, да и потсетам граѓаните дека кога другите држави се вакцинираа, во Македонија немаше вакцини и беа принудени македонските граѓани да одат во Србија да се вакцинираат или во Бугарија. А зашто немаше вакцини? Затоа што трчаја по провизии, договараа провизии преку фантом фирмата од Хонг Конг наречена Стабри. Тоа е едната крајност и сега одат во друга крајност каде што на еден фашистички начин ги делат луѓето на вакцинирани и невакцинирани, па невакцинираните не смеат да влегуваат во објекти, а најголем дел од нив се невакцинирани затоа што власта не успеа да обезбеди вакцини. Во однос на пописот, власта на Зоран Заев покажува дека е тотално неспособна, ништо не знаат да завршат и да направат. Како што гледаме сега имаат проблем со обезбедување на попишувачи. Сметам дека основна причина зашто имаат проблем со обезбедување на попишувачи е затоа што луѓето знаат дека тие попишувачи се избираат партиски. А знаат дека се избираат партиски затоа што огласите за попишувачи беа објавувани од страна на општинските организации на СДСМ. Така што никој кој што не е дел од СДСМ не се пријавува затоа што знаат дека изборот оди преку СДСМ, а СДСМ гледаме дека нема некој голем потенцијал да тоа го заврши, односно имаат скромно членство во моментов затоа што луѓе бегаат од СДСМ. Од таа причина, најдобар начин да се спроведе целата оваа процедура е да се направи електронски попис, нешто што
ВМРО ДПМН цело време го бара, со електронски попис, без физичко посетување на граѓаните на домовите, ќе се спречи заразата да се шири, а ќе може точно да утврдиме колку има население во Македонија, за да нема манипулации какви што власта сега сака да прави. Така што решението е електронски попис за да се заштити здравјето на граѓаните и да нема манипулации. Го споменав това што ме задоволства Петре Шелегов, пред 10 минути на Фейсбук Даниел Арсовски објави дека ќе се кандидира за граден човек на Скопје. Дали ВМРО ДПМН ќе даде поддршка? Партиските органи на ВМРО ДПМН ќе заседаваат на крајот на оваа и почетокот на следната недела, на која што ќе ги разгледаме кандидатурите. Ние имаме солидни кандидатури и во рамки на партијата, секако има и независни кандидатури, така што треба ВМРО ДПМН да одлучи на состанок на органите на партијата дали ќе оди со сопствен кандидат или ќе оди со поддршка на независна кандидатура и врз основа на тоа ќе излеземе со став во јавност. Благодарам.